Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Гостин вечерва во студиото е Иванка Ина Василевска Македонска. Така ти пишува на профилот. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко, ти благодарам што ме покани. Точно ги кажавме сите оние наслови во името по Facebook, бидејќи мислам дека пасошот веќе не е толку важен колку Facebook профилот и тоа што ќе се напише таму. Ти благодарам што се озвоеве во овие, да речеме, денови пред новогодишните празници, а мене секогаш ми треба со некого да ја завршам годината во смисла една, да речеме, еден час на анатомија за 2019, што она ни се случуваше кај нас и во светот на политички план. Но би те замолил од твоето последно интервју, каде што искажа неколку работи и останаа да висат, имаше доста реакции и ја имав реакции од твитерџиите, си ги почитувам, инаку би можеле да го игнорираме. Имено ти во тоа рече дека во тоа интервју што го имав со тебе, каже во еден момент дека ќе се воведувале казни 500 евра за оние што не го знаат албанскиот јазик. Затоа беше силно искритикувана дека нити такво нешто има, дека е тоа само пропаганда на ВМРО ДПМН, дека нити е спроведено, нити ќе се спроведе. Имаш ли коментар на тоа? Секако. Мене ми е чест и задоволство, Јанко, бидејќи те следам од самите почетоци и секој пат твојата покана за мене представа посебно задоволство. А и како човек сум таква, но и припаѓам на една таква структура и активна сум политички во една таква екипа, која што не баш размислува за новогодишните празници. Фала војводке. Да. Ова го кажувам наискрено, туку буквално сме цело време на терен, помеѓу граѓаните, со партиски активности, со нашите пред се професионални активности и се трудиме секој момент да го искористиме најквалитетно и во интерес на расчистувањето на овие шашми што се случуваат катадневно или како што кажува и како што говориме практично во партијата, веќе толку афери се случуваат на секојдневно ниво што човек не знае што да селектира како најскандалозно и така натаму, но ќе имаме можност тоа да го говориме. Можам да се согласам дека последниве 5 години она дели безис имаме и ниедна не може да издржи повеќе од 3 дена. Но да се навратиме на твоите 500 евра. Да, сега ќе ви кажам за што станува збор. Не треба да се верува, треба да се проверува. Токму во Законот за употреба на јазиците, ќе ми простите сега, не го носам со себе примерокот, има член во кој што има точно определена санкција доколку не се применуваат одредбите според тоа, каде што нели се алудира на тоа, дека доколку не го говорите албанскиот јазик и не побарате веднаш преведувач кој што ќе го платите за да нели искомуницирате со другата страна, тогаш има санкции од 500 месечини до 2000 евра. Тоа се однесува за вработени во јавниот сектор? Тоа се однесува на секој еден граѓанин кој ќе има работа со институциите на системот или со државните институции. Тоа е едниот момент. Сега ќе ве потсетам на едно интервју кое што неодамна беше како ТВ дуел всушност помеѓу професорката Гордана Силјановска-Давкова и министерката и воедно наша колешка професорката доктор Рената Десковска. Таму, на исто прашање, професорката Гордана Силјановска-Давкова многу убаво ја опомена министерката за двојниот аршин и за неодржливоста на законските решенија кои што произлегува од нејзиното матично министерство, на што министерката Десковска реплицираше, сега јас со мои зборови тоа го парафразирам, може да се погледне, мислам дека беше Клик плюс 21 ТВ, да не сгрешам, чисто локацијски, за да се провери се што се говори, нели? Каде што кажа, да, точно таков член има, но ние одлучивме да не го третираме тој член според Законот за употреба на јазиците, туку да одиме според другиот закон за санкции, кој што е малку нели со постар датум, и врз база на тој да ги примениме потребните санкции доколку се уведе или се утврди дека е потребно. И на тоа професорката Силјановска-Давкова и реплицираше дека не може да се повторно и укаже дека не може да употребат двоен аршин и популизам за закон кој што е противуставен и неодржлив. Сега каде е главниот проблем? Со сите почити на Твитер заедницата, јас сум поборник за технологија и за отвореност. Демократијата подразбира право да се слушне сечи глас. Но очигледно и таму е контаминирано или биле добро употребени или злоупотребени одредени ботови кои им требало да ја покријат приказката, бидејќи многу малку, не дека ги нема,
Но во Република Македонија многу малку луѓе говорат така по-експлицитно и јасно како што говорам јас. И сега тоа не знам дали е предност или е мана, но во секој случај мислам дека кога ќе заврши сето ова, се си има свој почеток и свој крај, ќе има многу повеќе гребаници одошто сатисфакција. Но го издржувам сето тоа и сите тие непринципиелни механизми и средства кои што ги употребуваат на секаков можен начин да ме заплашат, да ме натераат да замолчам и така натаму, само со една искрена и најцврста мисла, а тоа е да ја спасиме Република Македонија, да одржиме традицијата која што ја удрија нашите предци на асном и да им дадеме на нашите деца и внуци иднина. Да не мора децата да си ги гледаме преку Skype и преку други интернет мрежи, туку да им овозможиме шанса да останат овде и овде да градат, бидејќи има сосема можно и отворени можности да се направи истото без да ни заменуваат. Оти ако продолжи ова што го почна, значи ние не случајно одевме на улица, ние не случајно ги со плускавци по нозете бевме дење ноќе, не случајно пена ни фати устата од зборување. Години наназад и алудиравме токму на овие работи кои што ги донесе оваа ненародна власт предводена од Зоран Заев. Од тиранската платформа, од промената на уставното име, од се што беше можно да се демонтира во државата и да се прегази, тие го употребија. Добрата страна е дека правото е на наша страна. Но лошата страна е што вистината многу тешко пробива, а сето ова што се случува на интернет, со гасењето на медиумите, со маргинализирањето на гласот и немањето на достатно веќе верба, луѓето изгубија фокус на кого да веруваат, бидејќи толку многу се измешаа работите. Погледнете го само што се случи со специјалното јавно обвинителство. Па јас ќе се вратам 5 години наназад или 4 кога ајде ќе дојдеме и до таму, но Дигни рачна. Дигни рачна, те молам паркирај. Имам уште една работа пред да почнеме за сево ова што ме интересира живо оваа анализа твоја, ваша. Ми е уште една работа која многу вака се проби бидејќи ја повеќе детектирам социјални мрежи одошто официјални портали, на крајот на криштата последната статистика е поразителна. Луѓе не гледаат телевизија, поточно не се информираат од вести и од емисии. Они се информираат од интернет, од Facebook, од Twitter, од социјални мрежи. Тоа е значи паднаа сите водители и инфлуенсери кои беа водители и водителки на вести, тоа е веќе во небитни наставено. Еве ќе ти кажам според последните статистики. Она што дојде на порталите и многу во моментот беше нормално, нели, како јавна личност и припадник на политичка партија, нормално е дека нели си мета и дека ќе има извртување, ќе има напади и така натаму. Беше последно некаков муабет и разговор кој некој го објави, каде што никој не можеше оригиналот да го види и се фати на некој коментар од Белград, дека вие сте рекле дека Македонската црква е пропадната како проект и тоа беше употребено, па нели дека вие сте антимакедонци. Како дојде до тоа? Ја добро те знам, ти ги знам делата, ти ги знам и книгите, ми ја подари, ти ги знам и настапите, сигурно не си до толку шизофрена да јавно збориш ја сакам Македонија, после вика не бива, тури ни пепел. Тоа за никого не го верувам. Па дури и за нели и за власта и за многу луѓе. Така што ми интересира како дојде таа цела приказна, што во суштина се разговарало и се направило, ако уопште вреди да се збори за ова. Па видете, добро е да се појасни уште еднашка, но благодарам за можноста што ми ја давате. Ја можев уште истиот ден, ама нели ја викам, подобро е подоцна затоа што ако првите 2-3 дена се обидеш да објасниш, нема да ти се чуе гласот. Остави 3 дена спласнува и после ќе те сослушаат. Па еве сега идеално ќе биде. Многу благодарам, Јанко. Во однос на самото интервју за форматот, тука имам јас еден пропуст. Прво да кажам од најлошото. Беше постизборниот после изборите председателски и преку блиска личност новинарот од Србија комуницираше, сакаше да направи интервју со мене. Не беше во можност да дојде во Македонија, туку сакаше да го направиме интервјуто преку Skype. Денес сутре, обврските си го прават своето, фокусот не е секогаш. Јас никогаш себе си и своја промоција медиумска не сум ставала во преден план, што можеби е грешка, не е многу мудро.
Но во еден момент кога ме праша, абе дај ќе завршиш ли со интервјуто, знаеш, човекот прашува, ајде одговори му, има интересни прашања. Се согласив, еден викенд седнавме на Skype и зборевме едно 3,5 часа. Вау. Ето е мојата грешка. Значи не го авторизирав интервјуто, туку дискутиравме општо. И кога зборував по ова што се случи со новинарот, таму беше само еден пропуст направен, тоест два. Прво не го објави во порталот каде што рече дека ќе го објави. Тука беше пропустот. Тој потоа објасни дека не го прифатил интервјутот за тој портал каде што планирал. И вториот момент беше што се разбравме на крај дека и тој мене до крај не можел да ме следи. И тука е вистина, бидејќи мојот српски не е на завидно ниво. Тој не говори англиски. А јас се трудев што е можно повеќе на македонски да говорам, освен оние зборови кои што не ги разбираше никако. И затоа и многу време изгубивме додека говоревме. Очекував дека после тоа ќе добиам барем еден формат со насловот, со тоа како они планира да го објават, бидејќи тоа е право на нели тој што го дава интервјуто, но тоа не се случи. Некако и мене ме фатија гужвите и го заборавив, можам да кажам слободно интервјуто, и од таа причина тоа интервју излезе после 5 или 5 месеци сигурно од кога јас го дадов, значи со сета совест и чиста свест се колнам дека и го имав заборавено. И точно е до некаде, но не ги изразува ставовите кои што ја 10 години наназад, а и малце поназад претходно си ги застапувам и верувам во истите. Таму имаше, ми се чини, две спорни работи кои ги искористија перијаниците на Социјалдемократскиот сојуз и платените ботови кои тука дајдоа шанса, нели, добија можност да ме раскинат. За жал и за нивна несреќа ме популаризираа, бидејќи од една страна нема лоша реклама, ме ставија во фокусот на вниманието во момент кога јас објавувам на светско ниво трудови поврзани со нашата македонска национална историја. И тие што ме познават, а мислам дека јавноста доволно ме познава, знаат и може да разграничат во што верувам, што се застапувам, а што не. Во однос на делот за Македонската православна црква, јас како секој македонски граѓанин имам свое мислење како црквата постапи си од овој период и имам една резерва во однос на тоа зошто црквата не застана зад националниот интерес во многу клучен момент, а претходно кога беше ВМРО на власт се декларираше и беше доста јасна во тој поглед. Освен еден владика, останатите не оставија буквално без коментар. И тука е тоа моje лично мислење, и тоа им го кажам и лично кога ги гледам. Значи, тоа не ја менува мојата вера и припадност. Но, исто така, далеко од вистината е дека говоревме за Македонската православна црква. Мислам дека повеќе од половина час јас го објаснував спорот со Српската православна црква и за пропаднатиот проект на Јован Вранишковски. Сега, дали тоа намерно, јас верувам дека беше ненамерно, тој собра нешто за да биде тоа ексклузивно. Треба ли да заклучам од сево ово дека можеби нив повеќе ги здоболува заради кога наслутија дека има некое доближување, па и политичко помеѓу Македонија и Бугарија, бидејќи Бугарија рече дека ќе се заложи во Вселенската патријаршија како мајка црква за наша автокефалност, да. И тоа србите сигурно нема да им биде драго. Океј, расчистивме. Ова, Јанко, да го кажам, да не биде недокажано. Океј. Значи, самиот сајт Православно Србле, како беше, значи, тој си ја укажува позадината. Но тоа што ми го кажа новинарот, кога која дадов демант и која реагирав, беше дека уредникот е тој кој што ги одредил кои делови, како ќе оди насловна, што ќе иде во текстот доле и така натаму. И јас тогаш му реков, викам во ред, тоа е ваше право, но моје право е да дојдам во Белград и да покренам тужба. Значи, затоа што знам што мислам и знам за што говорам. Добро. И тој ми рече, нема за што да се секирате, и го објавија демантот. Добро. Океј, за да можеме да прерипаме, ми беше драго, ти благодарам за ова, иако е, нели, што се вика, повеќе од 6 месеци, тоа е веќе археологија. Мислам во денешно време, тоа е страшно нешто. Они уловија поголема риба и се обидува да нанесат штета. Мислам дека, без да го бранам новинарот, мислам дека и тој е младо момче, мислам дека и тој беше употребен во една поголема игра, но добро, се е ука. Господја Веселевска, колку имам под прашање за ова,
како би почнал уште, знаете што, ми треба 2019 една час по анатомија, но знаете што, мене ми е пародија на времето, знаете зашто ми рековте дека ме следите од почеток и се сеќавам ја многу добро уште пред да се исполитизира мојата емисија, бидејќи ја немав намера. Јади бурек беше радио емисија за мајтапење. Како стигна до ова, мене стварно не ми е јасно. Еволуираш. Ја не. Тоа е од гледачите и од гостите. Ја да можам да се вратам на тие будалите, секојаш би се вратил. 103 кашки зборам. Зборот ми е, ако ја добро паметам, еве сега на највулгарно ниво, на најниско да го ставам. ВМРО ДПМ беше жигогосано како пробугарска партија, каде што главната борба беше СДСМ е просрпска, ВМРО е пробугарска. 90-ти години тоа беше главната борба помеѓу ВМРО и СДСМ. И сега гледаме, ама вака преку ноќ се смени целата работа, одеднаш добивме вака свртување на јинг и јангот и имаме сега една нова ситуација каде што СДСМовците до вчерашни ваши немезиси, нели, заради пробугарскиот карактер на партијата и така натаму, нели, со примерите на Љупчо, со овој, со оној и така натаму бугарски пасоши, одеднаш они станаа најголеми апологети на тоа. Дека Македонија во оваа ситуација на исламизација, на албанизација, на проширување, дека единствен спас е да има еден добар сојузник, а нема подобар сојузник од Бугарија. Тога и некаде е онаа приказна кога викаш за црквата, како они ги разбираат тие работи. За 20-30 години спрема наталитетот, овде ќе биде драматична ситуација, но и тоа не се знае заради иселувањето, има многу фактори. И сега ме интересира од една таква археолошка дистанца, можам да го кажам, како ти изгледат, како можете сега да го исперцепирате, како може до толку такви преврати да се случуваат? Бугарија не се промени толку многу ни во своите ставови, нити како држава, нити некаков поинаков однос према Македонија. Па како дојде до тој преврат сега, вие да се борите против тие договори со Бугарија, што ги има ова, и СДСМ да стане пробугарска партија? Видете, мислам дека ништо не се случува внатре, туку се доаѓа од надвор. Сега работата е дали колка ви е степенот на свиткување, колкава ви е еластичноста. Кога станува збор за Македонија, ова нескромно го кажувам, јас се чувствам привилегирано, бидејќи и од таткова и од мајчина страна носам 4-та генерација на интелектуалци, значи имам 3 генерации позади мене интелектуалци кои што многу јасно го изразиле својот национален идентитет. И како таква сум сведок на устната нарација на мојата фамилија за прогоните кои што биле и турско, и српско, и бугарско, па во Нова Југославија, комунистичко, се до плурализмот. И секој пат кога размислувам на некои одлуки или кога, знаете, никој не може да избега далеко од крушата од која што паднал. Се сеќавам дека 90-тите години, јас, мојата сестра и мој брат, со моите родители живеевме во Швајцарија. И одлуката ја донесе мојот родител кога рече Македонија станува независна и ние треба да се вратиме назад. Тоа ја определи целата моја иднина, бидејќи тоа беше континуитет на она што сум го доживувала како фамилиарна сага или фамилиарна приказна. Да се биде македонец во Република Македонија е чест. Јас сум така воспитана и така ќе умрам. Ќе ги фаворизирам и ќе соработувам со сите соседи и со сите меѓународни фактори кои ќе го почитуваат моето право на самоопределување како македонка од Република Македонија. И ќе ги негирам и ќе се борам против оние кои го негираат моето право и сакаат да ми ја одземат мојата родна грудка. Македонскиот народ ја има најтрагичната судбина во историјата на човештвото. Да биде постојано газен, гаснет, и повторно да изнедрува во некои историски циклуси и повторно да се сочува со истите предизвици. Истото, тој го говорам сега, овој период го завршувам зимскиот семестар со студентите, па ми е мошне свеже од оваа недела кога им објаснив дека она што се случуваше за време на Балканските војни, се случува истото и сега, само што
Механизмите се поразлични, протагонистите се поразлични. И она што ме боли најмногу, Јанко, верувајте од се, е дека предавствата дојдоа од мојот народ, од моите. И тоа е добро смислено, тоа е дел од специјалната војна, која што во Македонија почна многу порано и која што лееше над нашите глави и за време на владењето на Груевски, на времето Георгиевски ја најавуваше, па добро го спакуваа после тоа и така натаму. Она што се почна како процеси уште од касни 90-ти години, се случи сега. Значи, ние сме генерацијата која што го гледа, сведок е на истото и го носи товарот. И од таа причина и во последната колумна од средата напишав. Ние сме еден народ, македонски народ, но сме многу различни по своето својство внатрешно. Едните сме македонци од Република Македонија, а другите се хибридна маса, истата она која Цвиче опишува на почетокот на 20 век, која е многу лесна, подложна на претопување и на асимилација. И по тоа и се разликуваме, и по тоа, како да ви кажам, така ќе си го завршиме векот, секој со белегот или со стигмата која што си ја закачил на чело. Ова е најтешкиот период од поновата современа македонска национална историја. И јас мислам дека и кога бев минатиот пат кај вас, и сега би повторила, го кажав и тогаш, мене ми е чест што имав прилика да застанам покрај човек како Христијан Мицковски, не затоа што тој е сигурно едниот премиер на Република Македонија, туку затоа што бев на правата страна и никогаш нема да морам ни на моите деца, ни на моите внуци, ни на моите драги студенти да им се извинувам за ова што се случи сега. Така, добро. Мислите ли дека ВМРО ДПМН можеше многу повеќе да направи во врска со Преспанскиот договор? Бойкотирам и разните сега, да речеме, оние кои не се занимаваат со и меѓународни и така натаму, надвор од СДСМ ВМРО, велат дека ВМРО ДПМН можеше јасно да излезе и да биде против референдумот. ВМРО ДПМН можеше јасно да протестира, да донесе маса народ во Преспа и да протестира против договорот, чисто да го покаже, да го блокира излезот, макар на 2 сати да се покаже, да му покаже на народот, да му испрати порака и една јасна порака која од Мицковски ја очекуваа, не ја добиле, наводно, дека договорот ќе го поништи ако дојде, дека нема да го почитува и така натаму и така натаму. Сметате ли дека ВМРО ДПМН можеше да игра поголема и посилна улога во контрирање на сето ова што вие го велите дека било незаконски? Јанко, јас мислам дека бев многу сама, озборувам од мојата партија, и така си ја земав таа улога на себе, бидејќи ги познавам некои од работите и ја би почела со едно друго реторичко прашање. Каде се сега бойкотирам? Под 1. Каде е Љупчо Палевски? Под број 2. Кои беа оние естрадни патриоти кои хистерично се пенавеа на говорница и колку кошташе нивниот ангажман или чинеше нивниот ангажман? 4. Која беше платформата врз база на која што тие бараа ВМРО ДПМН да им донесе народ, да им ги донесе граѓаните, и со кое право ВМРО ДПМН смееше тоа да го направи после 27 април, кога се случи злоупотреба на граѓаните и на граѓанското право на протест, се употреби колективната свест на и масата и се направи хаос со кој искористи единствено Зоран Заев и неговата ненародна власт. Значи, никој не зборува до ден денеска, Јанко, дека после затварање на седница од страна на председателот, тоест председавачот на собранието, господинот Трајко Велјановски, тие вон деловнички со мобилни телефони дадоа, земаа заклетва од Талат Џафери како нелегитимен председател на собранието. До ден денеска никој не прашува зошто записникот од тоа нелегитимно прогласување на Џафери тека не е ни доставен, тека не е објавен, не постои, затоа што нема врз база на кои акти да постои. Никој не говори како беше провоциран народот уште веднаш по изборите, предвремените парламентарни избори 2016, кога веднаш на нова година ја добивме тиранската платформа во нос и кога народот беше испаничен, не ВМРО ДПМН, народот, македонските граѓани. И како такви, истите се обединивме и со најчиста енергија,
со најчиста совест излеговме на улица за да покажеме дека граѓаните не се согласуваат со натурање на верзии, на правила, на ново декомпонирање на македонската држава. И што се случи со тие луѓе? И тоа помина. Што се случи со луѓето, Јанко, ќе ве прашам, што заглавија за 27 април. Ти знаеме дека одредени амбасади и нивни протагонисти ги бираа како на конкурс. Кои луѓе ќе ги опфати обвинението? Русковска на телефон, диригирана од Заев, ги ловеше како глувци, ги пикна во затвор. И ги судеа, и ги исцрпеа луѓето, ги упропастија, ги понижија, ги девалвира, без никаква основа, без никакво дејство. Каде беше бойкотирам тука? Што направија бойкотирам? Многу е лесно да најдете со секоја чест на исклучоци, пак ќе кажам, оти не се сите луѓе исти. Како и ние двајца што не сме исти, не ги генерализирам сите луѓе, пред се граѓаните кои што дадоа поддршка и што излегуваа. Нив ги респектирам и за нив најмногу ме боли. Но тие господа и господи кои што се представуваа како некаков нов браник и нас не прозиваат, тебе, нашиот председател, доктор Христијан Мицковски го прозива дека не направил ништо за Преспа. Морам да ви признам дека поголемиот дел од нив се сериозно заглавени на Бихачка и добиваа наредби од таму. Поголемиот дел исто така ја злоупотребија диаспората и тоа го говорев и затоа ме удираат толку многу, затоа изадов толкав ќотек. И врз база на тоа парите што ги земаа не дадоа отчет за истото. А од каде земале пари? Од диаспората земаа. Диаспората. Да, имам информации дека измеѓу околу 50 до 70.000 долари само од Северна Америка им испратено. Да, јас знам за Канада посигурно. За Канада. Видете, они таму ме контаминираа мене кога јас кажав јавно на една телевизија, бевме на дебата и кога реков јас не го поддржав за вториот протест и повикам граѓаните да бидат внимателни, они ме удрија со сите средства. И јас знам како го издржав сето тоа, но кога сум во право, Јанко, угол сама да останам, да ме оттепаат не попуштам. И тоа така ќе биде дур сум жива. Значи тоа нема да се откаже. Затоа правам дистинкција со одредена дистинкција кон одредени поединци кои цело време останаа во комуникација со мене, дискутираа, ми објаснуваа, увидоа некои работи, па потврдија зашто не сме се знаени. Јас не сум служба. Јас имам здрава совест, чисто срце, искрена намера и правам анализа на секоја личност, која до каде, од каде, што, како. И можам од прилика да направам концепт. Но, например, од канадската диаспора имам информација. Па видете сега, еве пак ајде да ги пофалам. Боби Темелков посебно ќе го извам. Еве сега во моментот трае донаторската, собира пари за луѓето што се позатвори. Но сега Боби сам доаѓа. И лично ги носи по семејствата, веројатно и тоа така ќе постапи. Затоа што ги виде тука колку тежат некои луѓе. Не е само да станеме и демагошки да викаме Македонија, македонците, ово е крив, оно е крив, Мицковски ништо не направи. Ама немате никакви концесии, немате пратеници, немате луѓе со обвиненија, немате замрзнат имот, немате прогон, немате уцени. Не се мислите дали децата денеска ќе си ги видите или можеби не и така натаму. Заради тоа, многу отворено го кажувам ова. Ова ќе ви го извртат. Нека го извртат, што сакаат нека прават. Тоа е вистината, Ќе удрат за ова што го Јанко. кажувате дека ете не се жртвувате себе и своите фамилии и имотот. Пази, сега ти кажувам како ќе те испрецепираат. Јанко, ние Дали ме бевме разбираш тие од кој? кои што гарантиравме, ние бевме во парламент, ние бевме со луѓе кои што беа под прогон, ние бевме катадневно под секакви рафали. И ние не направивме доволно. Па ова никој човек друг поише не можеше да направи во тие услови во кои што бевме. Во тој контекст го кажувам. Што сакаат нека извртуваат, тие извртеа од бело направија црнила. Што да ви кажам? Знаете што е најважно? Сето тоа ќе се заборави, како што и тие се заборавени. Еве пак ќе ве прашам, тие се прашуваат ли каде им е Љупчо Палевски? Не се прашуваат. Затоа што ако се прашуваат, тогаш ќе дојдеме до коренот и тоа наредбите дека ги добивале директно од Зоран Заев. Имаше еден представник од едно ново здружение Бойкотирам овдека, повеќе представник од социјалните мрежи, многу радикален и многу без пардон испрема вас, ама и испрема СДСМ. И рече овдека, вика, како е можно, вика, последна, значи нема месец дена како беше тука, вика, како е можно, вика, во време, значи, го парафразирам, во време на најлоша власт што имала Македонија било когаш,
разликата во рейтингот е само 2%. Не е точно тоа. Добро, тоа се неговите видувања. Не, тоа беа стварно беше 2% разликата кога излезе, ја имав исто таа анкета кога излезе, па нема месец дена. Можно се различни параметри има, сега ќе ви кажам. Тоа се должи на два главни постулати или две главни причини. Не, знаеш зашто ми е? Се навраќам на председателските избори. Вашиот кандидат и кандидатот на СДСМ беа прилично тесно. И луѓето беа изненадени што не беше огромна разликата. Но беше огромна за ВМРО ДПМН по неполни 2 години од кога имаме ново раководство. Видете, 11 години беше ВМРО ДПМН претходно на власт. Во 11 години имаше и брилијантни работи, имаше и катастрофални работи. Последните 4-5 години беа многу тешки. Македонија се соочуваше со едни невидени сценарија и тогашното раководство бараше солуции онака како што ги бараше, не успеа до крај да се објаснат и не ја завршија приказната успешно. Но што е сепак еден интересен индикатор? Сепак ние победивме и 2016. Изборниот инженеринг, постизборниот инженеринг го направи ова што го живееме денес. За време на председателските избори ние имавме една непринципиелна кампања. Сите институции на системот беа запоседнати од Социјалдемократскиот сојуз. Немавме никаква поддршка, никаква логистика, огромни напади и немавме никакви финансии. Па направивме над 380.000 гласови разлика. Јас ви уверувам дека на следниве предвремени парламентарни избори разликата ќе биде уште поголема. Но има еден индикатор за кој што сме свесни и кој што се обидуваме да го амортизираме. А тоа е? А тоа е дека македонските граѓани се уморни јанко од политика. Знаете што ми велат граѓани? Се движам на плоштаат, на улица, на пазар. Апатија. Апатија е. И вака ми велат. Секоја чест многу убаво кажавте таму, правите ова, кажете му на Мицковски она, секој од свој агол си поаѓа, си приоѓа и си кажува. Но велат, само ако ме разочарате и ти ако ме разочараш, значи тоа е она просто срдечна, искрена емоција. Луѓето се плашат од нови разочарувања. Па мислам... Ма кои нови бе? Има, видете... Господјо Василевска, ама кои нови? Име е сменето, идентитет, тиранска платформа си имаме, Бугарија си имаме, у ЕУ не влегуваме. Што очекуваат да се разочарат? Кога ќе дојде метеорот дека ВМРО ДПМН нема да го спречи, нема веќе што повеќе да се разочарувате. Јанко, јас вака Зашто викам. го чуваме кубурот? Сите за тоа, буквално нема место каде што не можам, каде што имам можност, каде што не го кажувам истово. И тоа никој не мора да ми го каже за да ја го правам. Сам го правам по лично убедување и затоа што ја гледам по големата слика, гледам 10, 20, 30 години напред. И тоа ме интересира, ова назад го знаеме, го разбравме, видовме што е како е. Сите слободоумни, сите лојални граѓани на Република Македонија, македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, евреи, ерменци, бошњаци, ќе ми простат ако некого испуштив. Сите до еден, без оглед на идеологија, без оглед на партиска припадност до сегашна, без оглед на вероисповест, ако сакаат да живеат во здрава земја и ако сакаат иднина, да се придружат и да застанат до ВМРО ДПМН, да застанат зад Христијан Мицковски. Затоа што ова не е ниту шизофренија, ниту хистерија. Ако не добиеме можност да го исправиме системот и да го вратиме повторно во нормален колосек, ако не почнеме сите да засукаме сериозно ракави и да ги поправиме овие катастрофи кои што ни се случија, ако не добиеме народна и граѓанска поддршка за истото, не може ВМРО ДПМН да биде виновно за тоа што некој не бил сигурен до крај, па у последните 5 секунди одлучил дека сега ВМРО е виновно. Сега треба сите да сватат дека виновни и одговорни за ова се актуелната власт, која што ја предводи Зоран Заев, дека сите негови содружници, кои што се дел од сите овие сценарија и сите овие криминали, се ова што се случува, па видите како може да ви се случи директор на една телевизија и символот на символите на правдата и правичноста. Оставиме за тоа. Да бидат, значи Оставиме за тоа. Гледате пред очи ни е се. Значи нема посебно ме интересира, нели, бидејќи ова го
нели, како аналитичар, ќе одиме со тоа. Но, еве, господинот Мицковски овдека беше гостин и даде еден предлог за шпицен кандидат. Последнава вест што ја читам, вели вака: ВМРО ДПМН не прифаќа да гласа за една изборна единица во замена за шпицен кандидат. Зошто не прифаќате една изборна единица? Иако многу се збори за тоа дека е сега можеби најдобар начин за да се направат големи промени. Кажете ми... Многу е малку времето, Јанко. Добро. Како за 2 месеци ќе прават една изборна единица? Прво, тука се гледа манипулацијата на Заев. Втора работа, тоа се прави системски, се прави во еден подолг временски период. Мислам дека ние го се изјаснивме по тоа прашање. Понатака ќе разговараме и ќе создадеме нов модел. И затоа дадовте толку многу амандмани. Ама имаше многу небулози што беа понудени, тоа не може да се реши. Видете, како и за се што прави Заев, така и за ова он манипулира. Манипулира и со помалите политички партии, манипулира со здруженијата, манипулира со граѓаните, веројатно манипулира и сам со себе кога се гледа во огледало. Тоа што тој се обидува да го направи и тоа што се обидува да го извитопери е далеко од она што ние го понудивме. Ние понудивме европски модел и тоа е можно и применливо. Со тоа што носи и концесии, бидејќи и времето си носи такви услови кои што мора да бидат исполнети. Што сакам да кажам? Шпицен кандидатот. Па зар има време за шпицен кандидат? Има време затоа што тоа е една личност и тоа значи со тоа го обврзува, затоа Зоран Заев бега. Го обврзува. Еве, не мора, значи ти ќе бидеш кандидат од твојот блок, јас ќе бидам од својот, или хипотетички. Кој ќе изгуби? Кој ќе изгуби, ариведерчи или пријатно. Толку. Како во американската политика, секој председателски кандидат, после тоа веќе не се појавува скоро никаде. Па со кој кредибилитет? Сега, ние имаме аболициран политичар, со сериозни криминали, со велепредавство на грб, кој што ни ја злоупотребува. Пазете, знаете што е најсмешно? Зборуваат за демократија. Каква демагогија е тоа? Па демократијата се подпира на даночните обврзници, тоест нас граѓаните. Не може да биде никој еден надворешен фактор, поголем фактор од нас кои што ја плаќаме власта. Еве ја спомнавте аболицијата. Ја ќе ве потсетам на едно интервју кое го има во 2007 година со господинот Дамовски. Тогаш уште не беше многу јасна ситуацијата, а тогаш започна процесот на лустрацијата. Нели, аболицијата, неки имавме потреба за аболиции воопшто, ако имавме ние саглам квалитетна лустрација. Се согласувам. Се сеќавам дека тогаш ми маваше на масата и ми вика: нема да мрднеме додека не направи. Ама му викам за актуелна политичка ситуација. Лустрација и лустрација. Само тоа за да можеме ние да се ресетираме. Ние не се ресетиравме. Меѓународната заедница побара скоро од сите источноевропски земји, скоро од сите, да направат таква лустрација за бившиот комунистички режим. Само на Македонија не само што не побара, туку не му дадоа поддршка, имаше некоја формална тогаш во почетокот, се сеќавам Стојан Андов дури ми понуди да бидам член на комисијата за ова. Али предобро, сега ќе прифатев, тогаш предобро заработев, ситно ми беше тоа. Сакам да кажам дека кај нас, еве сме, се поништува лустрацијата и сите оние што биле лустрирани ќе бидат обештетени. И сега ме интересира од правен аспект, што ова се случува? Сега сите зборат за закон, па закон беше и лустрацијата. Сега лустрацијата нече, мислам, ја не знам што да мислам. Стварно не знам што да мислам. Ем профитери, ем инкасатори. Тоа е, Јанко. Знаете што? Вистината за грдото лице на македонецот, као што на времето зборуваше Заев, е дека во времето на поранешна Југославија системот на таа држава создаде, како што и видовме, дека и одредени други странски фактори успеа да создадат од сопствениот народ предавници кои што ќе направат вакви велепредавства. Ево ти е јако. Тоа е најголемата вистина. Што викаш, што да очекуваш кога они во своите дома го правеа истото? Па како да ви кажам, има ли нешто по-вредно? Еве, ние сме традиционално општество, имаме своја традиција, вредности. Знаете колкава чест е да ви дојде некој на гости. И колку е тоа битно, тоа се ваши луѓе, значи веднаш имате фамилиаризирање и така натаму. Тоа е нашиот менталитет.
И се замислете, јас доаѓам кај вас дома, пијам кафе, јадам со вас на трпеза, споделуваме, а јас од вас правам кариера. Вие одите надоле, тонете, а ја растам, бидејќи сум нели многу вредна и способна и така натака. Ете, тоа е првиот момент за битноста на лустрацијата од поранешниот комунистички систем. Што е друго многу значајно? Мислам дека Дамовски мисел повеќе на економската лустрација, бидејќи знам дека еден од првите кој што говореше на уште почетоците кога го имам сретнато за токму за тој момент на испитување на ова тајкунизмот или тоа има своји корења малку и кон 80-тите години, кога се создава оние... Не, го мислеше на политички, затоа што тогаш беше во дуел кај мене со Павле Трајанов. Можно, добро. Да, и му се навали преку маса, викам, седи бе, апорт малце полека, викам, човек, Павле, онака смирен, вика, една од лустрација. Овој голташе кнедри кутриот. Па, добро, да, веројатно има зошто. Кога, знаете како, таа политичка лустрација имаше една друга димензија, една духовна димензија, но и требаше да произведе генерациите да го како ќе запомни. Еве ќе ви кажам еден пример. Како ќе запомнат следните генерации како се казнува велепредавство ако ние не го санкционираме велепредавството кое што се случува? Немаме велепредавство. Дали разбирате? Дека денеска било кој, било што, значи шпионажа, прислушкување, велепредавство, значи квислинг да бил од Македонија, денеска ќе беше на функција. Да, веројатно. Така што, ама знаеш како се вика? Негативната селекција. Велам. Такво било времето, сега е друго време, демократија, секој има право, слобода и народот така сакал. Море мајко, што да ви кажам? Јас сум повеќе сега да се направи една сериозна економска лустрација и ние се залагаме за тоа како раководство. Тоа значи да го испитаме потеклото на имотот на сите државни јавни функционери од 90-тите години до денес, вклучително и нас, и врз основа на тоа да видиме кој како и до каде и до која мера е злоупотребил својата позиција. Кога ќе се направи тој рез со една квалитетна политичка лустрација која јас се согласувам дека на моменти беше шизофрена, бидејќи се занимаваше со некои споредни работи за сметка на кои што сериозно сум убедена дека голем дел од досијата на главни протагонисти беа изнесени или уништени. Би требало цел еден мандат да посветиме само на истражување каде се оригиналните досија и колку луѓе биле уништени со такви игри, што не е малку, бидејќи сум дете доаѓам од фамилија која што посебно си имала работа со тие служби и го знам стравот и трагедијата кај одредени членови на семејството како имаат страдано од истото, а и тука секако тоа најдобро го објасни професорката Јасна Котевска кога напиша Комунистичка интима. Мислам дека секој здраворазумско битие во Македонија да посвети внимание да го прочита досието на нејзиниот татко, почитуваниот Јован Котевски ќе разберат до кое ниво на степен и понижување беше и зашто треба да се осуди таквиот начин на функционирање. Но за тоа треба храброст, чист образ. Ја мислам дека е ова Шангрила, дека ова муабетов као хипи комуна, сме се надувале, ќе направиме совршен свет. Не гледам можност, начин. Ја не гледам дека нешто ќе се смени. Знаеш, позади мене овдека во библиотекава моја стои Букурешкиот договор. Букурешкиот договор 100 години наполни, жив е, здрав е, една запирка не му фали. Толку се бусаа во гради македонистите. Дека таа трагедија... Ма тоа се манипулации, Јанко. Букурешкиот договор, прости што те прекинувам. Не, идејата ми е дека нешто ќе се смени ово она. Ама сменето е. Букурешкиот договор е поништен кога почнува Првата светска војна. Меѓународен договор, Јанко, се прекинува на два различни начини. По пат на потпишување на нов договор или по пат на војна. Букурешкиот мировен договор е заменет со системот на Версајски договори од 919. Ја разбирам дека таму е он потврдан, бетониран. Се потврдуваат, но не е бетониран бидејќи во 44-та создадовме национална држава. Сепак најдовме пат. И уште еден момент има со Букурешкиот договор кој полуобразованите или недоволно информираните, а на времето ги гледав и вашите емисии, настапуваа многу луѓе на таа тема, беше многу интересно.
но морам за жал да констатирам дека не знаат номотехника да прочитаат повеќето, што е жално. Кажи. Таму и Австро-Унгарија како една од страните потписнички не го ратификува договорот, што значи дека тој нема никаква функционалност. Никогаш не профункционира Букурешкиот. Он има друго значење. Букурешкиот договор од 1913 година ја објаснува сликата денеска. Само бруталното лице го покажува, бидејќи средствата се брутални. Тоа е моментумот. Пропагандите, грчката, бугарската, српската, нивните големодржавни, големостратешки интереси. Едните бараат плодна земја, другиве бараат рисјанско, словенско население, третите бараат излез преку Вардарска долина на Солунски залив. Виз верса Преспанскиот? Па тука се поклопуваат работите. Да, ама поддржане од нели, за да еден закон помеѓу две земји функционира, доволни се само двете земји да се согласат, а цел свет да им рече дечки ова не ви важи? Точно. Затоа е третиот подпис во Преспанскиот договор тој што е проблематичен. Инаку и грчката и македонската страна можат во секој момент да го раскинат. Добро. Проблемот е што таму има трет подпис. А тоа е? Тоа е меѓународната заедница. Која е од комисија. Европската комисија се потпише. И тука е проблемот. Тука е главниот проблем. Инаку, ние можеме да играме со Преспанскиот договор и да дојдеме, да купиме време за да дојдеме до, нели ова се мора вака експлицитно да се кажува од овие изроди, не знаат да прашат или да се снајдат. Ќе ги разберевме, Јанко, да побараа помош, ме разбирате, за да спасиме Македонија. Ама тие знаете што бара од нас. И затоа не се согласувам и заради она претходното и така експлицитно се оградувам. Не затоа што, пак ќе кажам, не си ги почитувам народот и граѓаните што излегува и даваа поддршка и лани, и бараа спас, и се револтирани, и резигнирани и сето тоа. Туку затоа што Зоран Заев бараше од нашиот лидер, од Христијан Мицкоски, да го прегрне за договорот и да застане рамо до рамо заедно да го потпишат. Ние тоа не го направивме и никогаш не го прифативме. Тој притисок што го изедовме тогаш не кошта здравје и живот. И тоа ќе се излезе, времето ќе си покаже секе кој како зборел, што прел, сега се излезе, не може. Вистината има едно лице. Да, ама тој договор е потпишан со намера за Македонија да се одблокира во низиниот влез во Европската Унија. И референдумското прашање, дали сте беше манипулација. Добро. Ние кажавме дека е манипулација. Па и нашиот референдум беше манипулација за самостојност на Македонија. Дали сте за самостојна Македонија со можност за утре вклучување во мал Шенген, да речеме, само што сега го имаме. Колку што сум информирана со покаен Лазар Китановски, го конструира 91 референдумското прашање со опција. Па ќе ви кажам еден пример. Погледнете на МТВ снимки од првите лидери од почетоците на 90-ти години. Еве еднаш кајде после толку години во позитивно светло да го спомнам Љупчо Гергиевски. Само Љупчо зборува на македонски, сите зборат српски, и Андов, и Гошев, и сите таму. Значи, колку им била свеста и колку биле залепени за Белград. Тоа е едниот момент. Вториот момент. Тоа референдумско прашање ни дава некаква опција да можеме и ние малку да покажеме пркос. Што сега, после 28 години, го гледам позитивно. Зашто во ситуација кога со Преспанскиот договор тие се брендира, Грција зборувам, се брендираше со брендот Македонија. Не направи граѓани на Северна Македонија, ни го одзеде идентитетот. А тоа го потврдија бугарите кои што не прават насилно бугари со договорот потпишан со Бугарија, ни го негираат јазикот, историјата, ни бришат се. Во такви услови ние да се оставиме без некаква позадина на Балканот е глупаво. Но тој договор е направен исто како Преспанскиот за да не бидеме закочени, бидејќи примарната цел на Македонија е влез во Европската Унија и во НАТО. Да, и промената на името, нели, ние ги добивме и на суд, нели, дека грците не се во право. Но што рекоа сите? Све е тоа убаво, фалави, дур не го решите, бидејќи со консензус се донесуваат одлуките во НАТО, додека не го решите. Заев, вака така во целото лудило, он го реши тој проблем. Не. И ние влегуваме во НАТО. Вака, во НАТО ќе влезевме и вака и онака. Значи, со принципиални средства ќе влезевме. Значи, не се согласувам до крај. Морам да ви кажам една друга работа. Еве, еден момент кој што е вака остава впечаток. Со Преспанскиот договор вели, во рок од 5 години, значи од сега за 5 години, Јанко, детето во училиште ќе трне, ако сега се зачне. Значи, да се имплементира новото уставно име.
Па јас како држава, ако сум, дошло до гуша, така, мора, пиштол на чело, уцени, се и свашта, што е било, како и да е позадината, ќе видиме дали е хорор приказна или е трагикомедија. Па до последната година, до последниот ден ќе го држам. Што направи тој во првите 3 месеци, даде налози да се сменат печати, имиња, називи. Сакате да кажете дека би го држале тоа на лед се до моментот додека Македонија не влезе во Европската Унија, да не дојдат тие промени. Бидејќи ние сега све сменивме, а датум не добивме. Зошто не добивме датум? Ма како ќе ни дадат датум? Ние немаме правна држава, не имаме сериозни прекршувања на правото и на законите во Република Македонија. Ние имаме корумпирана власт, ние имаме нереформирани институции. Ние имаме сериозен проблем со непотизам, со злоупотреби, со... Знаете колкав е долг извештајот во негатива за нас? Па не може... Знаете како? Тоа го знаеме од градинка кога одиме. Кој е оној кој што има почит? Тој кој што има интегритет, кој што ќе застане за себе. Ама може и да не ви е најсимпатичниот, ама не мора да го сакате, ќе го почитувате. Затоа што си има свој став. Кој имате аморфна маса, која што се фаќа за срце, криви со очи, нешто лета вака, ви ветува, се колне, ве продава, ама сето тоа е со цел Македонија да влезе во ЕУ и НАТО, инаку Македонија нема друга опција. И анализата нивна е, колку јас ги разбирам, дека Македонија нема да преживее. Не, Македонија нема да преживее на ваков начин. Ама вие и сами велите, да ја спасиме Македонија. А спасот за Македонија според нивната визија е влез во ЕУ и НАТО, ништо друго. Сега ќе вратам во на српското интервју, она што е вистина таму. Јас таму не кажав дека сум хистеричен следбеник на Вучич, но кажав го почитувам Вучич, бидејќи направи од една оронета земја повторно да биде фактор и на Балканот и да предизвикува внимание и да и расте, мислам, во економска смисла. Зошто? Која е разликата помеѓу нас и нив? Во суштина, Србија зема многу од она што Груевски го правеше во Македонија и имплементираше и многу мудро тоа го воспостави и се рестартираше. И тоа е навистина така. Но таму интересот е Србија. Значи, се работи, се преговара, се разговара со оние кои што ќе ви помогнат вие да одите по Македонија да расте. Не може да се... Затоа вам концепцијски е различен пристапот. Ако, како што Трна Заев, со сите концесии кои што ги ставија на кичма, да прифаќа се што ќе му дадат. Па јас прашав и пред известно време на Македонско радио, или си велам Никола Димитров и Зоран Заев навистина не читаат што им сервираат, па потпишуваат се, или навистина комплетно се одродиле и работат на приказната да се Македонија, да биде Македонија уништена. Не се прави така. Во однос на бугарскиот договор, например, параметрите... Мислам дека многу луѓе нема да се сложат со вас затоа што сметаат дека Македонија може исклучиво и само да обстане ако влезе во ЕУ и НАТО. Ако Македонија вака остане, Македонија дека ќе биде сакате да ви кажам што е главното во 2 реченици. Дека Македонија ќе биде поделена помеѓу Албанија и Бугарија ни е факторот кој македонскиот дел од населението ќе го спаси во таа поделба. Дека таа поделба реално ќе се случи со распадот на Босна, со поделбата на Косово и тоа ќе биде доминото кој ќе се случи на Балканите. Линијата на огнот ние ја мислевме кога ја збореше во Обединетите нации дека е тука заради бегалската криза и така натаму, но изгледа дека е нешто друго во прашање. Значи, вака сега, Јанко, геополитички, Европска Унија за нас е мисловна именка сигурно уште 20 години. Ама, идејата да добиеме датум за преговори, тоа е, значи, имаш некоја иднина, имаш кон што да стремиш. Нема да го дадат тоа. Тоа нема да го добиеме. Тоа нема да го добиеме. Тоа се само приказни внатрешни за мали деца. Тоа е исто како што Зоран Заев се шета низ Македонија и вели мене Ангела Меркел ми вети дека ќе бидам пак премиер. Ама може му ветила она стварно? Па, била прашана. Се насмеала и рекла тоа зависи од вашите граѓани гласачи, не зависи од мене, како германски канцелар. Да, ама кај нас се перцепира дека на власт доаѓа оној кој има поддршка од меѓународна. Нели, рековте дека 2016 заради изборен инженерик СДСМ доаѓа на власт, а не заради народот. И тука ни е многу јасна целата приказна дека меѓународната со огромен притисок за повлекување на Груевски, отворен повлекување на... Да, и ВМРО ДПМН СДСМ е донесено на власт и го прави она што меѓународната го побара. Како ние сега збориме овдека
да ве разберам дека збориме за некаква автентична македонска политика кога све ни зависи од странците. Ја нормално прво ќе ве прашам. Ја кога ќе се сретнам со некој функционер од ВМРО ДПМН, мене не ме интересира што сте говореле на извршен, затоа што тоа е дневна политика. Како да ви кажам, ништо не ми значи. Ми интересира. Што ви викаат странците? Имате поддршка? Имаме. Колку реално имаш поддршка? Колку ве манипулираат во таа поддршка? Бидејќи наводно имаше и Груевски поддршка. Како не го тапшаа по раме, па го пуштија низ вода. Точно. Така? Сега. Можеме ли да ја препознаеме поддршката или абстиненцијата? Ќе не пуштат сами да се изедеме меѓу себе? Ќе се вмешаат? Ќе дадат поддршка за едно за друго? Нема да се мешаат. Овој пат мислите дека нема да се мешаат? Не, па, видете, тоа што требаше да се И зошто заврши, нема го да се заврши мешаат? Заев. Добро. Сега гледаат докаде може, предпоставувам, тоа е моје видување, Добро. докаде ќе може да се оди сега со другата страна. Она што е евидентно, Тоа сте вие, што го другата говориме, страна. да. Добро. Со меѓународниот фактор е дека тие се страшно изненадени од немањето на демократски капацитет на оваа власт, дека нема веќе начин како да се одржат. Едноставно, како да ви кажам, освен протоколарни приеми, тие веќе немаат ниста функционалност како што имаат доскоро. Добро. Тоа е така затоа што кога ќе си ја завршите работата за која што сте го ставиле, ќе ми простите вака на израз, задникот под кирија, вие веќе немате иста вредност. Сте ја завршиле, сте биле платени за тоа и толку завршува тука. Сега, имаат една нова политичка констелација со која што разговараат на едно поинакво ниво. И оние го знаат нашиот тврд став и во однос на Македонија и на македонизмот. Значи, нема да постои член на ВМРО ДПМН кој што ќе остане член на ВМРО ДПМН кој ќе го употребува новото уставно име. Значи, ние ниту еднашка никаде не го користиме. Значи, ќе ги направиме сите можни понуди, да ги направиме логични, реални во оваа фаза, што можеме да ги понудиме издржано на граѓаните и да побараме, да замолиме да застанат зад нас. Разликата помеѓу СДСМ и ВМРО е што никогаш во ВМРО не се случуваа предавства како сумнивната што вие ги имавте во своите редови. Од кај знаете дека повторно нема да не ви треба повторно вам некаков ветинг во партија за тоа? Мислите дека сте реформирани? Имате таму луѓе кои се 20 години во парламент, немаат еден ден работен ден, не знаат што значи плата да чекаш и повторно со некои флоскули за наталитет ми зборат, а ние овдека се бориме за некаква идентитетско, за некое суштествено преживување. Мислам Зошто не дека можам сега да видам некој понуда. Ке има нова понуда. Ја бев безобразен, малце и вулгарен спрема Мицковски, му реков. Искрено да ви кажам, би бил пријатно изненаден да видам некој лик како што италијаните, кога во целата своја перверзија ја донесоа Чичелина и додека им се смеевме, они покажаа демократски капацитет. Затоа што наместо некој стар дедо со заслуги и така натаму, па ете порнозвездата ја донесоа. Така, зошто не знам, мислам се имаме не сакам да вулгаризирам. проституција во рамките на парламентот и имаме едно Нели? 20 верни и лојални пратеници кои еве можеби некој број плюс, не знам, Види, кои што добар тим останаа не може само со млади играчи. Тоа мора неколку да има ала Меси кои ќе волци, водат да. и така натаму. Така. Еве, можеби Антонио Милошовски, Илија Димовски ги сметам како прилично искусни во таа работа. Друго, ја мислам треба да не знаеме кои се. Како се викаш ти дете? А ти чупа? А ти од кај излезе? Така што Јанко, потребно е си тоа. дозволам, за да видиш дека навистина има многу широко распространета внатрепартијска демократија во ВМРО ДПМН. Например, за овие 2 години како сум дел од партијата и од извршниот комитет, јас бев шокирана на повеќе пати кога видов кој се бил пратеник. Зборувам претходните мандати. Добро. На какви позиции биле одредени луѓе, со сета почит. Значи, знаете како, кај мене не поминува една флоскула, јас сум член од 90-та, или јас сум, не знам, јас сум бил на не знам кои митинзи, или јас сум звонел по телефони, со сета почет во ред, тоа е дел од твоето животно минато, партиски стаж, но тоа не те прави тебе во моментов кредибилен или не треба заради тоа да бидеш таму или ваму. Сега, синојка на Facebook напишав, повеќе алудирам на актуелната власт, но индиректно се однесува и на сите. Всушност се однесува на сите. Македонија ја уби негативната селекција.
Значи, ќе стававме до сега проценти на жени колку да се пополни жени. Не. Не секоја жена треба да биде на листа. И тоа видовме преку своји примери внатре. Не секој маж исто така заслужува да биде, не знам, затоа што седел од 90-та година во штаб, да биде со партиска или со политичка функција. Секој треба да биде вреднуван според квалитетот и способностите. Она што на нас ни е необходно и што потврливме со претходниот или сега актуелен се уште пратенички состав, бидејќи граѓаните гледаат во ВМРО ДПМН, мене тоа ми е јасно. Тие знаат дека комунистите се такви какви што се аморфна цвејчева маса. Но дека овдека е топло, овде е дома, овие се нашите, македонците. Не. Тоа е она што граѓаните го очекува, затоа толку и не прозиваат, Јанко, верувајте. Не се слагам со вас. Јас така мислам. Добро, еве ја ќе ви кажам. Зошто? Нити сум аналитичар, нити сум поинтелигентен, нити пообразован од вас. Јас само слушам. Се јавува млад човек кај мене. ВМРО ДПМН заслужено изгуби. Зашто, бе, пријател? Затоа што не ме вработи 20 години сум јас член. Па викам, партија, викам, ти си заради вработување. Да, окей. Да ви кажам дека последниве 6 месеци во базата доле кај вас, во комитетите, тоа е веќе затворено. Тоа веќе се однесуваат како да вие веќе... Не е тачно. Дека не може да провре ни една нова фаца, затворени листи, не може никој да провре. Тоа се моите информации, Јанко, тоа е многу неточно. површно. Еве, јас сега ќе ви кажам веднаш. И се однесуваат како да веќе сте станале победници и сега да видиме кој каде на која работа ќе дојде. Ако Мицковски, не, тоа нема да се ако случи. го направите тоа, бидејќи најголем работодавец во оваа земја, не е фирма, не е пивара, не е железара, не е ово или оној. Државата е, поточно партијата. Луѓе гласаат за да бидат вработени. Тоа е катастрофата. Тоа е катастрофата. И што да очекувам од тие? Еве ќе ви кажам, ние кога влеговме со претседателот Мицковски во првите разговори, една од првите работи за кои што дискутиравме беше департизирање. Зборувам пред 2 години. Ама департизирањето ве донесе па... Видете, тоа е меч со две острици, ама еве ние сме тие што треба да ги горат на клада. Нема проблем, затоа рековме, не се плашиме ни да умреме. Значи, не е само метафора, туку навистина сме се прежалиле. Како да ви кажам, образот е тој, чист ни е образот. Точно е тоа што го говорите, но тоа го одразува времето на претходната власт на ВМРО ДПМН. И одразува сегашната ситуација во Социјалдемократскиот сојуз. Но, она што е битно, јас сум, например, координатор од извршен во 5 комитети низ Македонија. Значи, водам 5 комитети. Се случувало и се случува, имаме одредени ликови кои што трчаат да превземат позиција, да се истакнат, да сузбијат координатор, например, ке ме скокнат негде и така натаму, но тоа се решава на транспарентен начин. Или, како да ви кажам, народски се влечеме за уши. Затоа што не може никој да игра веќе игри за сметка на Македонија. Затоа што немам јас веќе уште еден живот. Од друга страна да ги разбирам и луѓето. Толку се очени и бедни да очено бараат или ќе иде од Македонија или да му помогнете да најде работа. Еве сега идам контра. Не, ако Јанко, еве вака, а нели е полесно, например, еве само како идеја го хипотетички го поставувам, да расформираме агенцијата за вработување, да ги таргетираме главните сектори, да видиме како да се направи системот на реална поделба, не на позитивна дискриминација, па сега ми јавуваат од министерства мои пријатели, дека албанци се пишуваат македонци, затоа што сега по клуч доаѓало поред македонци да треба да оделе повисоко. Па ја го објавувам тоа редовно тоа. Така, синојка беше со една пријателка од едно противпожарно, каде што македонци пишани албанци, срби пишани како Каша попара. Каша попара, затоа што нас не ни треба ни позитивната дискриминација, ни негативната селекција. Мислам дека нашите деца и нашите македонските граѓани, доколку добијат оглас, како беше на времето, отворите вестник и се јавувате на оглас. На оглас треба да победат најдобрите. Ама пак се ова Шангрила е, ама тоа е, како ќе се департизираме поинаку, зошто да не? Една пријателка која што живее во Германија ми вели, знаеш зашто заминав јас во Германија? Зашто 90-тите години одев од училиште во професор по англиски јазик. И давав моето CV на директорите, се пријавувам за работа, нели се нудам. За после 3 години да разберам дека уствари партија тоа го потврдува. А јас не сакам да бидам во партија. И зошто луѓето да бидат во партија? Зошто да ги форматирате? Апсолутно непотребно. Глупост. Власт ќе има оној кој ќе коалицира со Дуи. Дуи вели ќе коалицираме само со оној
што ќе го поддржи преспанскиот договор. Ќе видиме. Каква е ситуацијата ваша со Дуј? И ние дојдовме до таа трагедија дека Дуј ни одлучува кој ќе ни е на власт. Негативната селекција пак. Ама Тоест негативна или позитивната позитивна? дискриминација, тоа се извинувам. Значи, Тоа наместо некој сериозно го сгрешил 2001 година, Јанко. тоа е што македонските партии не најдоа заеднички именител. Попрво со било кој со жив ѓавол ќе коалицирам, само другиот да не дојде на власт. И така остана, и така е. Знаете што е најсмешно? Еве лично јас сметам дека има навистина многу квалитетни кадри во албанскиот блок. Но тоа никој не се Кога би сомнева. имале на пример можност, тие луѓе имаат широко поле отворено и до звездите, како да ви кажам. Каде е проблемот? Проблемот е што еве, Демократската унија за интеграција, јас не сум дел од тие преговори, да не биде сватено, тоа е само мое лично видување, не е лојална на ниеден партнер. Значи, тие си ги гледаат нивните стратешки интереси. И да му се не види, па толку ли сме слепи, па не можеме да учиме на тие примери. Зошто они Значи, сега би се откажале од СДСМ, а да коалицираат со вас? Видете, страшното е дека СДСМ пропаѓа и оди многу надоле. Во која смисла? Во секоја смисла. Значи, во криминал, во корупција, во небулози, Чекайте, во за кој сериозни криминал проблеми. зборите? Па еве ги дел ги процесираме, гледаме Русковска што прави, како пере Валкан Веш, што се случува. Да збориме. Значи отворено. Само како јас сум површен, нели? Ја не навлегувам слоевите, љупењето, кромит, вас ке ви го оставам. Значи имавме голема афера, невидена афера до сега за рекетирање. Да. Катица Јанева и Бојан Јовановски, Боки 13, Боки 3 дечи, се во затвор и на судење. Мислам, многумина ми велат, по-неутрални. Ова да се случеше во време на ВМРО, Груевски немаше ни да дозволи да дојде до оваа ситуација. Овие покажаа демек поголем капацитет, затоа што ова веќе се... Што е манипулација во цела оваа работа? Пазете. Најмалку сакам да бидам апологет на Груевски од кога избега од Македонија. До тогаш го разбирав, и јас сите сум ги бранала што застанале на браникот на Македонија. Јас сум македонски патриот и ги почитувам сите кои што ќе предводат и кои што ќе се борат за нашата држава. Значи, таа е мојата платформа, таа ја знаете сите. Оттаму сум го поддржувала и сум ги вреднувала неговите постапки, сум делувала општествено во насока да го објасниме на што може повеќе граѓани, што се случува, како се случи така натаму, и тоа сум го прела со срце и со чиста совест. А сега ги тргнавме сликите негови. Видете, јас не сум ги имала никогаш, но... Не, мислам од партијата, од штабот. Не, секаде си стои. Секаде си стои. Имаше објавено дека се тргнати сликите. Не, никогаш не. Љупчо Георгиевски не стои под зидови и Радка Димитрова не па Никола Груевски, далеко од тоа. Не постои таква шизофренија. Но има еден друг момент. Значи, ова е манипулација медиумска? Да. Никола после заминувањето во Будимпешта некако покажа дека е само човек. Но би се вратила на Зоран Заев. Зоран Заев е директно инволвиран во овој случај, како и во многу други. Зоран Заев, јас го кажав веќе ова, но ќе повторам бидејќи има навистина широк спектар вашата емисија и ќе го слушнат ова повеќе луѓе. Па ќе си дозволам да повторам. Во рамките на Социјалдемократскиот сојуз има едно градско или скопско крило. На истото припаѓа Вилма Русковска. Од друга страна, гевгелиската обвинителка Катица Јанева, која беше избрана во Американската амбасада од еден поранешен амбасадор американски, беше далеку од вкусот на фелата која што владее во Скопје во левиот блок. Оттаму, по известно време, имате изјава на Зоран Заев кој што вели, па не ми се допаѓаше, нели, не му била по вкус Русковска, ама добро си ја врши работата. Вилма си го изработе, зборам најсивојнски, бидејќи изработе на штета на невини луѓе и на малтретирање и големи гревови носи на себе, но си го изработи тоа што потоа си го побара како наплата. Таа си побара да биде специјална јавна обвинителка. Ја побара новата позиција, тоа е СЈО. И сега ќе ве потсетам кога се правеше законот за СЈО, тоа СЈО имаше временски рок на трајање. Тоа беше институција
адхок институција која што формира. Требаше за пар години да заврши. И да заврши, снимките, да ги испита снимките кои што беа нелегално прибавени и врз база на тоа да види дали има процес, и дали наместо нема процес. специјален јавен обвинител, ние имаме специјално јавно обвинителство Обвинителство, со 50 души. Романија имаше специјална јавна обвинителка, една, која заврши сега како заврши, да не идеме со тоа, иако она даваше. Ние имавме специјално јавно обвинителство, цела институција. Катица Јанева можеше да биде кралица. Джигерот да им го истера на сите. Ама беше кралица, само што тоа не е низното ниво. Не, да биде како Елизабета, вечна, вечна. 5000 евра имаше плата, Точно. плюс 50 души да трчаат како зајци на команда за Сега ќе нејзе. ви кажам, И на ова да паднеш, па ова е, не. знаете Ама што, затоа е само Катица Јанева пуштена е низ- слика и прилика на тоа какви сме ние. Пуштена е низ вода, Јанко. Верувајте, тоа сакам да ви го објаснам. Зошто? Не ја бранам Катица. Катица Зошто е сум пуштена кажал, низ вода? Па затоа тоа сакам да ви објаснам. Значи, што се случува? Како привршуваше рокот на траење на СЈО, а тие си напикаат деца, внуци, правнуци, кумчиња, партиски послушници и сето тоа за добра пара. Направија тие, како се викаат, реалити шоу, српски документарци, кои што тотално не издевалвира. И прв пат во животот негативната селекција покажа дека не секоја жена треба да пуштите да пее цеца, а вие ја плаќате по 5000 евра и така натаму. И ајде да не зборам, тоа е дно дна, кое што мислам дека секој што гледаше му е јасно. Но она што е најинтересно е дека мораше, бидејќи тие никогаш за без пари не работат. Ја ќе ви кажам, погледајте ги моиве колеги од правниот факултет. Ние имаме ужасен мобинг. Јас слушам двајца-тројца колеги од актуелниот деканат, затоа што не, мислам душата да може душе да ни ја земат, да не замолчат некако, да не снема, ако може да умреме, да се разболиме, да не снема, најсреќни би биле. Вие сите други се на платен список на влада. По 600 евра, по 700 евра, по 1000 евра. И така ја купија нивната интелектуална сила и нивниот морален Имавте и интегритет. вие своји професори, па и вие сте дел од ВМРО. Ние сме неколку души. Да, ама никогаш не сме работеле за сметка на другите да им нанесеме штета и да ги замолчиме. Тоа е разликата помеѓу нас огромна. Но зборот ми е, значи, едноставно не беше издржливо, ниту прифатливо за правна вафела, градска вафела, која што владее во СДС, да биде Катица Јанева нивниот лик. И тука во таа битка победи крилото на Вилма Русковска. Што е следно? Како сите примитивни општества со кои што се служат со примордијални, како што во својот пашалук во Струмица правеше ала жвериш, едно за вицето, едно за црквата, 3 за мене и така натаму, со тој принцип ги пуште низ вода луѓето кои што му ги носеа парите нему или вршеа рекет во негово име. Ја ќе ви потсетам и тогаш го говорев истото, тогаш врз база на интуиција и здрава логика, денеска врз делот потврдени нема факти. логика, знаеш зашто? Затоа што тоа скопско крило на СДСМ многу него мириса ни Заев. Точно, но тие него видете таму нема љубов. Не, апсолутно Таму има знам. љубов према Бранко и безкрајна почит према Бранко Тука нема, Црвенковски. тој е вечниот. Тој е вечен, да, тој не може да се замени, но имаат своји побарувања без оглед они се внатре многу покритични од колку што на пример сме ние толку отворено критични. Има многу посилна кохезија. Посилна кохезија имаат, но и барат да Ја ти реков, испорачуваат, кај они нив не живеат нема да се случи за кај нив идеологија. осумина, никогаш. Они не живеат за идеологија и не живеат за Па може би некои така треба филозофи, политика да се туку тера за да си за да барат. се завршат работа. Очигледно дека идеологијата и сите тие виши цели Па прави малку смут. лесно паѓаат после во тие политички игри, а сегде ги има. Јанко, без интегритет, без идеологија и без желба за учење не може да се оди напред. Не може една личност да биде целосна. За ова немам замерка. Немам што да потпреш. Но во секој случај можеме да заклучиме, ја повторно се враќам на странците. Во овој момент се случува импичмент на Доналд Трамп и кај нас обично сите погледи се вперени на Калето. Ако Калето е молчаливо, Брисел што ќе каже. И тоа е нашата шизофренија која заменивме од Белград, па сега малце ќе дзирнеме у Софија, малце Брисел, малце Вашингтон. И никој не е имун на тоа. Американската амбасадорка
како ниеден до сега американски амбасадор се однесува баш онака како што еден дипломат треба да се однесува, си ја представува земјата и не се меша, не ја гледам по судови, не ја гледам по институции, не гледам да прави било каков притисок неком. Дали и тоа е на некаков... Не од Deep State за тоа. А, така. Од различна екипа доаѓа. Дали тие промени, евентуални што ќе се случуваат, дали Трамп ќе добие или нема да добие, дали тоа може да влие и дали на следниве избори, какви се вашите информации? Што доаѓат? Имавте голема турнеја низ европските земји. Знам дека европските партии на кои скоро веќе бевте исфрлени, повторно ви ја вратија поддршката, повторно вие народни партии, европските народни партии, вие вратија поддршката, што е голема пор. Но, каква е ситуацијата со така наречениот европски Deep State, со тие многу силни, влијателни, па, нели, пола Европски парламент е на платен список е Џорџ Сорос, тука да не се лажеме. А Џорџ Сорос не ве милува воопшто. Па видете, тој си ја тера неговата езотерична приказна во однос на Македонија, која што е далеко од разбирањето на обичните луѓе и има друга позадина и друго значење. Но она што можам да ви го кажам е дека во рамките на Европската Унија има разногласие и не се сите согласни во однос на ова што се случуваше како бранд до сега, го предводеше Ангела Меркел. Впрочем, тоа е и канцелар во заменување, се менува констелацијата и во овој момент... И нето на Макрон не е само колку за нас, колку и за... Апсолутно. Порака до цела Европска Унија. Тука сме на апсолутно нестабилни. А Британија дефинитивно искача до 31 јануари. Кралицата веќе пресече. Веќе нема да има тука манипулации. И те молам, разјасни ми го ова. Сега, Франција што сака? Како и пред Првата светска војна, како и помеѓу двете светски војни, како и во времето на Де Гол, обидите на Франција да ја поврати рамнотежата и централата да ја стави во Париз. И сега Макрон се обидува да направи едно ново руво на Европа, едно ново лице на Европа, кое според француските стратешки интереси не го вклучуваат Балканскиот полуостров. Значи, Балканот за француската надворешна политика секогаш била поле за пробни маневри, но никогаш сериозен дел од концептуалниот централно-западна идеологија, врз база на која што тие традиционално се повикуваат. Тука до сега имаше сериозен проблем идеолошки поради влијанието и мокта на Ангела Меркел. Но тоа сега исто завршува како ера и се случуваат нови геополитички процеси кои, морам да бидам вака појасна, предвидувам дека ќе траат како подготвителен терен до крајот на 2020 година, значи до крајот на следната година, нема да бидат јасно ќе се движат тектонските блокови и ќе се поместуваат и негде од почетокот на 2021-та светот ќе ја види новата разлика во која што ниту Европа ќе биде ова што сега изгледа, ниту пак светот ќе биде ова што сега како што сега изгледа. Да не заборавиме, доаѓа на глобално ниво нов мигрантски бран, доаѓа исламизација на Европа, доаѓаат процеси кои што ќе се случуваат во наредните 30 на години кои сериозно засегнуваат и обстојбата на Европската Унија. И да не заборавиме, Европската Унија е наднационално тело, но се заснива на кредибилитетот и на цврстината на сопствените држави членки, кои што имаат јасни дефинирани национални државни конструкти, национален идентитет, култура, традиција и тие не може да се откажат од истото. И тоа ќе биде процес кој што ќе трае до крајот на овој век. Ние ќе бидеме сведоци и очевидци на тој процес, но нема во овие наши човечки животи да го видиме целиот процес до крај. Нашите деца и внуци ќе бидат сведоци по нас. Сега во тие мигрантски процеси, во тие глобални промени, во се поприсутното кинеско влијание кое што имплодира и влегува на европско тло преку Балканот, колку и да се обидува на еден период да го спречат и да го амортизираат, нема да можат да го додржат. Има премногу процеси кои ја менуваат ерата, а тоа се, Јанко, вие исто подобро од мене знаете, се должи на брзиот развој на индустријата и технологијата, на промената на концептот на функционирање и на новите пазари кои дефинитивно бараат нов пристап. И сето ова што се случува овде, да го ставите за една толку несигурна иднина, во еден толку all-in, како се вика, оној гем покерски, во таа игра со карти, за да му одземете право на сопствениот народ да се одржи, да го превесла овој период, да се фати на новиот бран,
Што да ви кажам? На почетокот рековте една реченица која тука сега негде при крајов би сакал да ја потенцирам, затоа што мене религиски и тоа како ми е поддржана и подкрепена и во неа верувам, а тоа е дека светот ќе стане еден. И тоа се времињата кои доаѓаат. Ништо да не направиме, значи да сме потполно пасивни, нас ќе не земат. Може би тоа нема да биде НАТО, тоа нема да биде Европска Унија, тоа ќе биде некоја нова, сосема може би форма која ќе се изнедри од целово но светов иде во тенденција да биде владаен од еден центар како една држава. Практично, тоа е, а идеолошки. Клауд. Како и да Се е, оди кон клаудот. како и да е, некој пред 6000 години тоа го ставил во Библија дека ќе се случи. Да. Како последните времиња, тоа не е ни важно. Нема ни да ги Се согласувам препознаеме, со вас. но се согласувам дека да не мрднеме со прст, ние ќе влеземе, но ние ќе влеземе како територија. Дали ние како народ и нација можеме да обстанеме? Значи, паранојата која владае меѓу луѓето и која ја подкрепува, а СДСМ искрено веруваат дека ние не можеме да обстанеме. Не сме можеле да обстанеме, дека ние бесме со Белград затоа што стварно ни беше потребна и Југославија и Тито за да се оформиме, за да се етаблираме. Нормално патриотите и оние секако дека не се сложуваат, дека Македонија и потешки времиња имала, па издржала. Но во овие модерни времиња, дали сметате дека Македонија може да преживее и да стане пристојно место, ама не како флоскула предизборна? Апсолутно. Реално. Да. Ќе си ги праќаме ли децата надвор или овде ќе ни останува да ни се мачат? Ако сме во ситуација да дојдеме до тоа дереđe, прва ќе ви го кажам. Ако треба, јас никогаш не би дозволила мојот народ да страда и да биде изманипулиран. И затоа со индигнација ги отфрлам сите лажни лидерства кои што не манипулирале претходно или ни давале надеж. Ти си ми гостин, не си ми личен пријател, ама еве јавно те прашувам. Кажи ми за децата, ако ништо друго, барем на клоци да ги избркам од овдека, бидејќи својата мака можам да си ја трпам. Ама не можам нивната. Јанко, ќе ви кажам исто како за 27 април, може го кажав тоа кај вас, ќе ми простите ако грешам. Исто и за ова. Да знаевме дека ќе прават сценарио, ќе отварат врати и ќе го прават тоа, ние народот ќе го повикавме да не излегува пред собрание. Ви се колнам во едно дете што го имам на светот. Јас не сум Зоран Заев. Втора работа. Ќе ви кажам, сега имаме надеж. ВМРО ДПМН е ресетирана, рестартирана, во најголем дел прочистена. Не можам да гарантирам со крв, освен за себе си и за мојата доверба што имам кон претседателот Мицковски. И нели за колегите со кои што се работам катадневно, кои што ги познавам и веќе имам оценка за нив и за нивниот кредибилитет. Имаме шанса, доколку добиеме поддршка, да одиме чекор по чекор, да го санираме ова зло што ни се случи. Не може да се поправи преку ноќ, не може без многу работа и без многу откажување. Она што сум сигурна, бидејќи Мицковски тоа го тврди. Значи сега јас не го држам за концесија. Што да им побарам на овие деца, на овој народ уште жртва? Не жртви, што да им побарам откажување? Ама не можат веќе да се мачи овој. Ама нема ова дно подоле. Затоа ние не сакавме лани да си го пуштиме народот и нашите членство и симпатизери да ни ги удават, повторно да ни ги малтретираат, да ни ги масакрираат, да ги злоупотребуваат. Затоа се однесувавме така и сега не злоупотребуваат група на неразбрани луѓе, може би наивни патриоти, може би тоа е. Па политиката е секогаш теорија на можно и компромис. А компромисите ви ги акна од глава. Тоа е точно и ние си одиме со тие рани, но ќе ви кажам една работа. Мојата покојна баба така велеше. А мене секојдневно ми дава сила кој ќе се сетам на тоа. Таа ми велеше, кој е чесен поради стравот од казна, тој не е чесен. Значи правете како што треба и не барајте ни медали, ниту не знам што. Бидете честни и тоа е нашиот пристап. Значи никој не действува затоа што треба нешто, не знам, да правиме од себе циркус. Да, ама ние сме го читале и Кавка. Процес. Па знаеме дека и честните како можат да завршат и не секој има таа храброст да ја издржи таа неправда. Па затоа народ бега. Па неќе веќе да се инволвират. Но видете, има здрави карики. И има надеж. Што ќе ви биде вашата флоскула? Што ќе ви биде лајт мотивот? Со што ќе излезете вие на наредниве избори? Преспански. Народот верува и дека, знаеш што, поразителни се анкетите кои велат колку ќе гласаат за ВМРО, за СДСМ, тука е нешто, но колку нема да гласаат, тоа е страшно.
ќе видите дека од тие што не се изјаснуваат голем дел ќе застанат за Не, нас. тие се изгласуваат дека нема воопшто да гласаат, а не тие. Ќе го сменат дел од нив мислењето. Зошто ќе го сменат Ќе мислењето? видите, ќе ми дадете простор овој пат да ве замолам да почекаме. После Не 20 јануари ќе биде нашата програма која што е во подготовка. Јас немам уште дозвола да зборувам јавно, бидејќи делови веќе пробаа да ги пробијат и практично сме чувари на иако дај Боже и да ги пробијат, па нека ги имплементираат добро за Македонија сето тоа. Како да ви кажам, но она што го подготвуваме ќе биде издржано, реално и ќе ја означи обновата на Република Македонија. Кажи ми, дали ја повторно ќе кажам и нека ми извинат гледачите, но мојата потпора во тоа кој ќе владае со Македонија, ја гледам кај странците. Не дека ја сакам, туку знаеки што се случувало, Белград не командувал и така натаму, Македонија е се уште далеку да води онаква самостојна политика како што јас си ја идеализирам. Кажете ми, дали вашата програма ја имаат видено странците, дали имаат одобрено, дали имате разговарано, дали имате поддршка во таа смисла? Имаме поддршка од македонските граѓани, од сугестиите, од централните партиски комисии, експерти на највисоко ниво кои што работат сиот овој период макотрпно, на неколку верзии. Имаме навистина еден тим на стручњаци кои што буквално секој збор го мерат, секоја проекција финансиска ја проектираат и имаме програма која што ќе се одрази на следните 4 и на следните 8. Да, ќе ама досегне до 8 години. сами рековте, падна на ветувања, макар и лажни. Нема тоа веќе да се случи. Затоа, знаете како, ќе ви кажам една работа. Имаше еден момент кога требаше да се донесе одлука, дали ќе одиме популистички, бидејќи имаме популист со кој Може се да видите расправене. што сакате и да го придобиете цел народ. Па да ви кажам, као што е мене, например, како 2000 евра плата за сите. Пријатно. Ја како поречита само да застанам пред универзитетот и да ја мотивирам студентската маса и колегите, ќе биде после циркузијада кој како ќе ги најде тие пари. Мислам, вака се шегом на своја сметка, да не спомнам други имиња. Одлучивме дека ќе одиме со издржана, реална и мощна квалитетна програма, која нема да биде да ве купува, што вие го рековте, да се ветува се и се што, туку да се вети тоа што може да се исполни. И тука се разликуваме исто така од социјалдемократскиот Што мислите ќе помисли кај народот? Народот му треба веќе... Народот е мудар. Народот е силен, народот е голем, велик. Народот има една силна народна мудрост, која што го движи како генезис и знаат дека има шанса да се победи. Премногу им верувам и премногу си го сакам народот. Дури ја не им верувам. Да беше овој народ како што треба, ние во 11 век имавме држава како што има Британија, како што има скандинавските народи, како што има европските народи, кога се оформија. Ние едва и се оформивме во 45-та. Ние си го имаме тоа проклество сами од себе. Не, од Византија, од римјаните имавме проблем. Римјаните не бриша и тука до 7, како се вика, до 7-миот степен под земјата е ископан, избриша. Викаш? Се колнам. Падот на Римската империја? Падот на Византија? Римската империја, подот на Византија, што вели уште 1000 години владее во Југоисточна Европа, после Западна Римска. Ми дужиш една тогаш ваква историска емисија, важи? Тоа ми е посебна тема. Тоа е нешто што го поручувам. Па тоа е мојот живот. Ти благодарам за гостувањето. Среќна нова година. Се извинувам ако нешто не прашав или требаше да прашам, повели завршниот збор за тебе. Како што кажав на почетокот, навистина ми е чест и многу ти благодарам што имав можност. Се надевам овој пат и на Твитер луѓето малку пореално ќе ми ги слушнат зборовите. Професорска е слабоста да се зборува многу и некогаш и подметот и прирокот не се на исто место, па луѓето може да стегнат впечаток, но она што тоа не е важно, нека не заборават дека Македонија има своји ќерки и синови и дека ние како народ сме заслужни да си ја зачуваме државата. Ние не си го одбравме нашето име, тоа не одбра нас. И тоа низ векови се провејува и ќе остане така. Ви посакувам прво вие лично и вашето семејство да сте здрави и живи и Господ да ви даде се најубаво во новата година, а на Македонија да ја биде да ја озрачи новото сонце на слободата, да дојдеме во позиција која ќе можеме да ги вратиме работите на позитивната нула. Да сте здрави и живи. И благодарам на телевизијата за можноста. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание и пријатно. Но пред да исклучи режијата, им благодарам на моите колеги за соработката,
навистина ужива во оваа 2019 година. Ова е последна емисија за 2019. Немам никакви замерки, навистина ќе ја паметам како убаво во професионална смисла. Ви посакувам, драги колеги, се најдобро во следната година, а исто и вам, почитувани гледачи, ви посакувам среќна нова година и среќни божикни празници. Па се гледаме во 2020. Пријатно!